Блерин Беџети за проценките околу новите политички движења на цената. Инаку Блерин Беџети е координатор на пратеничката група на Европскиот фронт. Господине Беџети, дали и со што дуи го уцени Таравари, со купена куќа, со притисок однадвор, тоа е една од шпекулативните дилеми во јавноста, откако од критичар на влади, како од страна на власта и еден од најгласните критичари на Дуи и на Али Ахмети, сега всушност се приклони токму кон интегративците. Вака, тоа е добар чин, е за поздравување што крилото на Тараварија напушта ова влада без етнички легитимитет. Се надевам, сега не сакам во нивно име да коментирам, дека увиделе на анкетите, на јавното мнение, дека огромното, апсолутното мнозинство на албанците не се задоволни, што ние и пред формирање на ова влада укажувавме цело време за последиците кои ќе бидат, и ете сме сведоци дека тоа се случува, не само од партијата на Таравари, туку повикувам и сите пратеници поединечно да размислат да ја напуштат ова владино мнозинство, кое е многу штетно за државата, за албанците и за сите граѓани со нивните постапки. Но од етнички карактер е многу штетно и многу ризичниот пристап на ова влада која, јако што нема легитимитет, преку некои измечари, кои ги сметаме за малкумина, што се уште манипулират, се обидува да манипулират дури во нивните редови, сметаме дека крајно време е дека сите пратеници треба да ја откажат довербата на оваа влада. Дали Арвен Таравари е идниот лидер на опозицијскиот фронт? Првин, тие напуштиле влада и ние ја поздравивме. Тој е лидер на сопствените редови во сопствената партија и реално ние нашиот фронт го имавме, го добивме и мнозинството, но ситуациите налагат во овој момент, бидејќи е пресериозна ситуацијата, да видиме како ќе се одвиват понатамошните настани. Има ли потврда за можна соработка на релација Таравари, Ахмети, Зијадин, Села? Во политиката се вели никогаш да не се каже не, но до сега нема таква ситуација, но логично е некогаш опозиционите партии да комуницират и да наоѓат допирни точки за соработка. Што ги спои? Предпоставувам дека никој од власта не бега од добро. Уште еднаш ќе укажам дека тие што ја напуштиле владата виделе и се утврдиле во тоа што цело време ни укажуваме. Што е она што ги спојува во овој момент Таравари и Ахмети? Пристапот на владата, кој секој ден се обидува да ускратува права на албанците, треба да ги спои сите избрани пратеници и да се приклучат кон идејата за предвремени парламентарни избори и да се стави легитимитетот на маса и во практична ситуација. Спојката е пристапот на владата многу лош, многу негативен, не само кон албанците, него и кон државата во целина. Меѓутоа, владината коалиција предводена од ВМРО ДПМН, Вреди и Знам, не така драматично или трагично го разбираат заминувањето на Таравари од Илинденска број 2. За жал, ние имаме еден пристап заложници на наративот, кои се ВМРО ДПМН, кои ги излажа граѓаните од македонска етничка припадност дека никогаш северна, ова ќе смениме тоа во политичките теми, што не се случија и сакаат целиот дефокус да го насочат кон ускратување на права кон албанците. Знам кои многу чудно и многу неполитички вели дека се таму за да не се уценува владата. Овој делот Вреди, условно кажано,
некои од нив се класични оценети измечари и ништо повеќе. Нема албански представници избрани од народот веќе во оваа влада. Дали И тоа не е здраво. Ни за самиот премиер, ни за самата победничка партија и кај македонците, и реално треба да се стават нештата разумно и рационално во општо добро на државата и граѓаните. Ваков пристап повеќе од јасно е дека албанците не го прифаќат и ние цело време укажуваме дека жестоко ќе возурачат. Што значи тоа жестоко? Па жестоко во политичкото делување се подразбира и тоа го правиме во континуитет. Во рамки на собранието или во институционално? И во собранието и во средбите со граѓаните, во структурите на партијата има една огромна мобилизација, тоа го покажуваат и анкетите кои после парламентарните избори во континуитет ДУИ е водечка сила, политичка сила во државата. Како граѓаните да го доживуваат ставот на вашиот лидер Али Ахмети дека ако треба ќе излеземе на улица? Видете, тука има една интересна ситуација, сакам да направам една паралелка во ова прашање. Ставовите на нашиот претседател се потврдени и како водач, и како лидер, и во ставовите, и не случајно има таа поддршка. За жал, јас укажав и од собраниска говорница, еве и тука ќе ја користам приликата, ставовите од спротивната страна, кај македонскиот дел, кој ги добија изборите, имат работа со еден непотврден водач од нивна страна, кој друго им ветуваше пред изборите, но сега очигледно е дека ги излажал, не може да го испорача тоа, кај македонскиот дел, и се обидува. Предноста е на господинот Ахмети што е потврден лидер. Во тоа што го кажува и го ветува, и во спротивната страна, за жал, се уште, иако што е победник во изборите, е еден непотврден водач лидер кај македонскиот блок. Растечкиот криминал се идентификува со така наречената дуизација на општеството, од неказнивост до општествена агресивност. Дали имате барем доза на самокритичност кон натрешните злоупотреби и сомневањето за криминал од функционери на интегративците? Тоа е еден пиар што се обидуваат да го скријат ова парламентарно мнозинство. Меѓутоа, господине Беџети, и власта и опозицијата речиси имаат идентичен став, дека местото на ДУИ е во опозиција и дека треба внатрешно да се реформира. Тој пакт е пред изборите, пактот Мицковски-Заев и некои вазали од ова групација што сака да се нарекуваат вреди, а во суштина не вреди. Сака да го заменат со поранешните термини националистички пристап, сепаратистички и редентистички. И сега има една очигледна тенденција на злоупотреба на државните органи, кои произлегуваат од непочитувањето на легитимитетот, од гласот на албанците, и сакат пред јавноста и пред меѓународната јавност една тенденција да покажат дека се корумпирани. Кои на секого му е јасно дека политичката моќ во оваа држава е во канцеларијата на премиерот. Сега, премиерите не биле корумпирани, но биле министрите или некои други директори. Ова не поминува кај никого. Ова е тенденција да се магла во јавноста, за да се прикриват сите овие антиалбански тенденции, а можеби и времето ќе покаже што се случува со актуелното работење на овие актуелни функционери. Уште еднаш ќе потврдам, и тоа сите граѓани го знаат, сите институции, но и меѓународната јавност. Се почнува од премиерската канцеларија. Минатото тоа го покажува. Значи, тоа е една чиста тенденција за дефокус. Ние сме сведоци дека има тенденција за законот за јазиците. Балансер, диаспората, нема веќе многу нешта кои произлегуваат од рамковниот договор.
И не може така лесно тоа се да помине. Или па некои, ако го гледаме и последната трагедија во Кочани, кај што сака да се насочи целиот гнев кон поранешни министри на ДУИ. Ама овие актуелните министри и директори или кочанската власт тамошната немаат никаква вина. Поверува некој граѓанин во јавноста? Тоа е голема трагедија, кој сите изразија соочувство, но требаше да се превземе моралната одговорност, кои сами побараа, почнувајќи од господинот Мицковски за тетовските случувања, тогаш кога јавно искажа што се сменило од тогаш до денеска. Кои се причините зашто овие луѓе ги менуваат властите? Има веќе една дебата како нашата држава да пристапи кон преговори со Европската унија. Се разговара за евроинтеграцијскиот процес. И таму ДУИ е виновна. Нели овие партии, овие групации што беа дел од власта потпиша дека за 6 месеци ако нема резултати во евроинтеграцијскиот процес ќе ја напуштат владата. Година дена сме после изборите. Ништо не се мрда. Многу лесно е да се каже и да се злоупотребат државните органи, па дури сега ние сме на медиум и медиумите, но ние треба да бидеме отворени со граѓаните и правилно да ги информираме како нивни избраници, без разлика дали пратеници, дали градоначалници, дали министри или премиер. Господин Беџети, го споменавте укинувањето на балансирот и законот за употреба на јазиците. Зошто ДУИ молчеше при донесувањето на деловникот на Уставниот суд или не побара негова измена? Може ли закон кој е донесен со бадентер и двотретинско мнозинство сега во Уставен да се решава без такво мнозинство? Ова е поширока дебата и реално ќе отвори многу теми, ќе отвори многу сериозни разговори во иднина да не се повторуваат, бидејќи ова неодговорна власт пристапи кон втор пат кон непочитување на албанскиот глас. И тоа не дека нема да се заборави. Секое законско решение, било што уредува во државата, при спроведување на законот се гледат аномалиите. И вие многу логично поставивте едно прашање во Уставниот суд. Секако, ние ќе работиме во таа насока, да ги уредиме и да не тој Уставен суд да не стане параполитички орган кој тој тамошниот председател било кој, ако вака се однесува, подобро да биде еден некој певач отколку со неговите пресконференции да укажува. Не може рамковниот договор преку една одлука во Уставниот суд да се преиспита со така наречени експерти, кои што јавноста ги знае колку антиалбански ставови во континуитет кажуваат. Ние знаеме како дошло до рамковниот договор и тие страни можат да ја преиспитат рамковниот договор. Ако некој смета дека треба да се преиспита, не може така да помери. И нема да помине никако. И не случајно, само се обидуваат да ја уценат албанската јавност и албанската популација овој месец, тој месец. Да го заборават. Ние бараме согласно устав и закон да се работи во оваа држава. Поранешниот министер за економија Бектеши е во притвор, екс-вице-премиерот Грубиви е во бегство, иако тврдеше дека е чист како солза. Може да се исчистите од оние за кои ВМРО ДПМН пред се вели прво внатрешно да се реформирате? По реформирана партија од Демократската унија за интеграција и тој бил пристап во континуитет на председателот Ахмети и на органите на партијата, реално во оваа држава нема. Јас една паралела ќе изведам. Колку актуелни функционери на ВМРО ДПМН биле или се уште во судски постапки? Кога ќе се реформирати? Ако некој сака да каже кој е стопанот, тоа може кај Изет Меджити, Билал Касами и така натаму. Не со албанците да им прикажува кој е добар албанец. Колку функционери на ВМРО ДПМН се уште се во судски постапки? Но ние почитувавме презумција на невиност и
не се надоврзувавме на тоа кој треба да си оди и кој не. Цела јавност знае дека главна спојка на овој пристап е Кочова Ѓушев меѓу Мицковски и Заев. И некои други. Ова е реформиран пристап. Значи, ние реформите во континуитет од мандат во мандат, почнувајќи од листите за советници, за градоначалници, за пратеници, за избрани директори, министри, во континуитет се менуваат. И тоа е една логична работа, бидејќи ние сепак сакаме нашите политики и кадровски политики да бидат одраз на една поддршка од нашето членство, гласачите и не само на нашите гласачи и нашето членство, него и на пошироката јавност, освен и во стручниот дел, кај што која се составува влада, за кадровските решенија се комуницира и со мандатарот пред да ја состави владата во способности, квалитети и така натаму. Ми имаме сериозен пристап при избор. Ако некој сгрешил спрема законот, не е битно дали е ДУИ, дали е СДС, дали е ВМРО, дали што е. Треба да се одговара. Но не со тенденциозен пристап, што веќе не е селективна правда, него одмаздување кон одредени политики. Дали одиме кон локални и предвремени парламентарни избори? Локалните се согласно устав и закон неопходни во октомври, но за доброто на државата и за политичката ситуација треба да се рефлектира и самиот Мицковски во говорница во собранието кажа дека е спремен за предвремени парламентарни избори, за општо добро, за побрз развој, неопходни се предвремени парламентарни избори. Бидејќи тогаш има можност во демократски чин да се враќа легитимитетот на маса и да ја превземат одговорноста онака како што налага демократијата, тие што имат легитимитет, што се победници во Господин Беџети, на крајот, во која од мешаните етнички средини ќе бидат евентуални ваши партнери на престојните локални избори? И дали за Гостивар ќе дадете поддршка, например, Таравари да биде повторно градоначалник? Едете, во мешаните средини и ВМРО и СДС имат во своите коалиции политички партии и другите етнички заедници. И ова многу интересно прашање од ваша страна. Кога ние велиме дека некој има тенденција на супримат, зашто тоа е Божје право само на тие партии да имат поддржувачи од другите етнички заедници, дуи албанците не можат, што е легитимно. Водечкиот легитимитет ние не го оспоруваме, кога победува ВМРО, водечкиот е македонскиот гласач. И кај нас водечкиот, и кога имавме, и пак ќе имаме, е албанскиот гласач. И што е нормално, ние, освен етничките легитимитети, ние треба да се грижиме и за општото добро на државата, на секој граѓанин, и тука да се најде таа спојка, би рекол, која е за општо добро, за сите граѓани и за секоја педа од државата да се работи во развој. Запазувајќи ги сите придобивки од рамковниот договор, но и за општото добро. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Ви благодарам и на вас за можноста за вашите гледачи да споделиме неколку политички ставови за актуелните прашања.